Учениците нема да заминат порано на зимски распуст, поради загадувањето и зголемениот број на болни деца со грип и останати респираторни инфекции. Ова е ставот на министерката за образование. Таа потенцираше дека во Министерството немаат информации за загрозување на здравјето на децата и секогаш ќе одлучувале во нивна корист. Распустот останува од 31 декември до 20 јануари. Мене ми е жал што мора да направам груба споредба, но во некои европски земји децата и кога имаат грип и во градина и во градинки и на училиште одат на настава се додека нивното здравје не е загрозено. Ова го велам во правец на оние коментари дека нашите деца многу учат и многу се оптоварени. Не се, доколку здравјето им е во прашање, секако лекарите и родителите ќе одлучат за тоа, но доколку тоа не е ништо сериозно, сметам дека и да отсуствуваат ден-два не е проблем, а би било проблем, како што во минатото се случуваше, да ги скратуваме учебните денови. Иако и утринава главниот град повторно беше покриен со магла, од Министерството за животна средина информираат дека во Скопје и Струмица се укинуваат мерките и препораките поради загадениот воздух, зашто среднодневните концентрации на PM10 частичките се под дефинираниот праг на алармирање. Александар Динев, Сител телевизија.